во наредниот мандат секогаш, како и до сега, сум се водел од гордоста на социјалдемократите. Секој пат прва цел била, кога социјалдемократ ќе излезе на улица, на домашен собир, или во кафана, или на гости, образот да му е чист. Да може да каже, видовте ли што направивме? Видовте ли кои се нашите дела? Видовте ли дека може поинако? Оти, не се споредувам со 8-те години кога тие имаа власт во Струмица. Ајде, децентрализација велат, Заев имаше ресурси. Еми, останатите 84 општини во државата и тие функционираат со децентрализација. Ние не сме ни прва, ни трета, ни 10-та, ни 12-та. 14 општина сме поголемина. А сме први од сите аспекти. И не само тоа. Не само тоа. Тоа што мора да го знаете. Сите општини во Македонија подигнаа кредити во последните 3-4 години. Сите до една. Сите. Струмица нема ниту еден денар нов кредит. Нови задолженија. Владата, цела влада се надпреварува со Струмица. А при тоа 1.800.000 евра нови кредити подигнаа за да направат споменици и згради. Барем нешто да видеше народот од таа работа. Тоа што сакам исто така да го знаете. Водевме општина од сите аспекти и бев како вистински татко на градот. Кризно време функционира. Луѓето имат многу проблеми. Лелеки плачени из народот. Повеќе од 25% луѓето немат храна, не може да ги лечат своите болни деца, не можат да дочекат нова година, Божи, Курбан Бајрам, немат основни средства за екзистенција. Општината нема социјални димензии, Центар за социјални грижи е поддржават. Тоа што можевме како општина помагавме, после се што имаме, од дома, од нашите деца, за народот наш. Да помогнеме, за да може гордоста на родителот пред детото да ја сочуваме. Да може да го однесе во Скопје на лечење на болница. Да може, кога сите се собираме во семејствата за празник, и тој како родител да ги собере својата тајфа и децата дома. Од сите аспекти водевме грижа за општината. Не само со делат. Заради тоа, процентите на поддршка доаѓаат од секојдневието. Кампањите менуваат 1 до 2% од гласовите. Луѓето впечатокот го имаат оформено. Имаме влезено во секоја куќа со добри дела. Кажи речи во секоја куќа со нешто добро. Некаде сме вработиле, некаде сме помогнале, од било кој карактер. Заради тоа сме многу поразлични од нив. И на крајот имаме против кандидат кој што тешко може да прочита. Тешко може да прочита што тоа сака да им каже на граѓаните. Може не ме бива дома дворот да го уредам, да поправам штек или слично. Брат ми е во иста куќа, живееме задолжени. Но го знам секој ќош во Струмица. Знам во секое семејство кога кавга има. Знам какви проблеми имат луѓето. Секој пат сум бил целосно 100% на располагање на моите сограѓани. И затоа поддршката ни е голема. Но не смее сама да се случи. Не паѓа од небо резултатот на изборите. Нашите луѓе го носат резултатот на изборите. Заради тоа, во наредните 3-14 дена што останува, ве повикувам да гордо и достоинствено се одработиме работата. Оти само на тој начин ќе знаеме дека сме дале силен влог сите во радоста која што ќе имаме на 24 вечерта кога сите ќе славиме, а јас верувам дека голем процент од цела Македонија ќе слави. Многу важна работа што мора да ја знаат членовите и активистите во овој период. Точно е дека доцниме после нив и заради бојкотот, и заради отпорот кој што го пружевме, но охрабривме многу луѓе во оваа наша земја. До ден денеска Струмица пушта охрабрувачки пораки на сите. Тоа мора да го знаете. И при тоа, не заборавајте, 2009 беше ВМРО-вско време. Джандар збира во сите општини. Се беше ВМРО-вско. Сега заврши ВМРО-вското време. Ако сме имале до сега 14 советници, они 9, сега нивната бројка ќе паѓа на совет, нашата ќе расте. Ако Заев имал 21.300 гласа, сега бројките ќе растат. Од и нивното време помина, од аспектот во главите, од цела оваа сиромаштво и безперспективност,
Не може да го искоренат од секоја куќа и секој дом. Од и двајца што имат вработена во јавна администрација, маж и жена, со 2 дечиња, животот не може да го закрпат. Од тешкото време, од скапотијата во која што живееме. И заради тоа ќе бидат смешни со резултатите. Но мораме сите заедно да се избориме за оние резултати кои што ги очекуваме. Оти порасна во оваа партија. Знам како се тера битка за резултати. Не се случуваат сами. Овие денови одат во наши куки. Негуват, се обидуваат да им се заканат, да ги уплашат, да ги подкупат. Не се кршат луѓето. Не се кршат на ниеден начин. Но ако сме ние активни, луѓето ќе имат храброст да додржат. Заради тоа јас сум оптимист дека тие разликите со 5 цифри, 10.000 гласа плюс нагоре ќе се повторат. Само ако достоинствено ќе одработиме работата. Штабовите ни се веќе полни, луѓето се тука, ве молам, ќе дојдат во оваа кампања многу луѓе што не се наши членови, што не се наши и досега може и подржувачи. Отворете им ги вратите. Нивна е Струмица. Сакат да дадат допринос за убавата иднина. Токму од тие причини сакавме да направиме, ми рекоа од штабот, партиски состаноци. Оди втора Б, се таму, 8 Б ќе ги видите. После треба да одам во втора. Партиски состанок, ако имаме ваков, ќе видиме на 24 вечерта каков состанок за веселбата ќе имаме сите заедно. Сакам сите уште еднаш да ве повикам заедно да одработиме работата до крај, за заедно да допринесеме кон новата уште посветла иднина која што не очекува. Новите ветувања, кои што прв пат ќе ги испорачам на промоцијата во понеделник во 20 часот во спортската сала, каде што ќе ги промовираме и кандидатите за советници, нашата изборна програма, новата химна, спотовите, визуализацијата, се што имаме да представиме. Генерално сакам да знаете дека предизвикот како прв човек на општина Струмица, како политичар за кој што се зборува во државата, што ќе биде за мене во наредните 4 години, покрај традиционалното градење на инфраструктура, разобувување на градот и на селата. Сакам овој пат да се одважам малку повеќе од досега, да покажам економски менеджмент со сите наши ресурси и потенцијали, да покажеме како никнуваат фабрики, како се отвараат работни места, како луѓето од другите градови доаѓаат во Струмица да живеат, од има работни места, а не да ни се иселуваат младите. Ке им држиме нова лекција за економски раст и развој на Струмица и Струмичкиот регион. Во тоа име ви благодарам на сите што сте вечерва овде, да посакам со Господ напред да ни е со среќа кампањата во која што се вторнуваме и Господ да ни ја благослови новата победа која што не очекува сите заедно. Да сме живи и здрави, да живее втора Б и 8 Б, да ни живее Струмица, да ни живее Република Македонија.